Не дека и ние нема да си направиме продолжен викенд. Ќе да бидеме како Србија, ќе се спојат со петок, сакав да кажам, и ќе нас многу луѓе. Сакаме ние продолжени викенди. Ние работиме како визџира. Не, мислам се сакаме ние продолжени викенди. Тоа за нас не важи, да. На друга тема во продолжение, денешниот 30 април е меѓународен ден на џезот, прогласен во 2011 година со цел да се истакне неговата дипломатска улога да ги обединува луѓето од сите краеви во светот. И денеска преку бројни настани, џезот ќе се обиде да ги обедини заедниците, училиштата, уметниците, историчарите, академиците и џез ентузијастите глобал. Во Скопје со многу убав џез хипенинг кој што ќе се одржува на две локации, Македонскиот народен театар и паркот Ибни Пајко, што се ќе може да видат и слушнат љубителите на џез музиката, дознаваме од директорот на Националниот џез оркестар Гоце Стевковски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Живееме во свет на глобална неизвестност, на поделби, на нетрпение, извесен период и ова никако да се опрепа. Некако првото прашање ми се врзува со она што пред малку го кажа Ване. Колку 14 години од прогласувањето на меѓународниот ден, џезот ја игра својата улога да гради мостови и да биде универзален јазик? Па очигледно успева целата таа приказна на светско ниво, која ќе, да речеме, ако ги следите светските центри, например, има сериозно влијание, значи тие големи концерти кои што се прават и кои што организацијата само под ЮНЕСКО, нели, со централната манифестација во оваа година е во Абу Даби. Сигурно има супер влијание, така да ние сме веќе 9-ти пат во организација на нашиот фестивал на истиот датум и до сега сметаме дека и ние успеваме да ги обединиме љубителите на џезот и музичарите сами, нели, кои што настапуваат на концертите. Најголемиот ден на џез музиката се слави во, ако грешно ќе ме исправите, 185 земји. Тоа се многу. Со преку 600 настани во еден ден, а уживање на љубителите на џез музиката нуди и Националниот џез оркестар со џез фестивалот на две скопски локации денеска. Агендата е убава, во поканата кажавте дека нели ќе имаме и на отворено ако случајно имаме дожд, ќе се префрлиме во МН-та, но прогнозите и за денеска беа дожд. За утре сигурно, но мислам дека денеска ќе не послужи времето. Ајде да ја кажеме програмата и секако што денес ќе се случи. Вака, значи имаме официјално фестивалот почнува во 6 часот попладне, меѓутоа од 4 часот како секоја година, значи 9 години наназад, правиме џез за деца таму, доаѓаат дечиња, нашите колеги работат со нив, им објаснуваат, спремаат некоја композиција, ги запознаваат со основите на џез музиката и така натака. Потоа од 6 часот е официјалното отварање, тоа е во МН-та, ќе го отвори американскиот пианист Брайан Марсела со Тревор Дан на контрабас и Кери Воленсен. Тоа е една навистина реткост и ретка можност беше што успеавме да го донесеме оваа година да настапи на нашиот фестивал. Инаку исто така би сакал да спомнам, тој концерт е посветен на 30 години македонско-американско пријателство или 30 години од воспоставување на билатералните односи меѓу Македонија и Соединетите Американски држави. Потоа ќе се преселиме во паркот Ибни Пајко, ќе настапи Бојан Цветковиќ од Србија, потоа свираат Јојо бенд од Бугарија, тоа е авторски материјал на професорот по тапани на Универзитетот во Софија Христо Јоцов, со една супер екипа од таму. Потоа свират Драгоберт и свири Христијан Ристевски квартет. Овие последните две групи се членови, се да речеме, наши, како да кажем, наши луѓе од Македонија и нивни авторски проекти, така да секој пат отстапуваме простор за нашите музичари кои што имаат нови материјали и нели да си добијат простор на фестивалот и едноставно да бидат дел од нас, пошто ние почнавме се како дружение, иако формално правно сега сме нешто друго, не ги напуштаме
првобитните или начала зашто постоиме. Ги споменавте младите и многу ми е драго што започнувате денеска со нив и со многу убава програма за младите. Секоја година започнуваме. Да, секако. Да Во се контекст на нашалиме. онам што го зборуваме постојано, културата на живење се учи. Мора да им дадеме на младите нешто за да ги научиме. Имаме ли доволно настани, доволно концерти со кои што ова уметничка форма ја доближуваме до нив и имаат можност и да се едуцираат, но и да мобилизираме млада публика? Млади луѓе има интерес, секој пат има, она што нема да изоставам и дека во вашата телевизија да го кажам, сметам дека медиумите треба малку да бидат по заинтересирани, да речеме, од прилика за некои одредени правци на, иако знаеме, нели, дека тешко се стигнува на сите страни. Секако дека има интерес, имаме супер таленти, млади дечки, има школа, музичкото училиште, има други музички училишта, приватни кои што изучуваат и се едуцираат младиве, така да ние ќе останеме на таа линија, нели, да продолжиме со ова конектирање меѓу младата публика и нас. Дека има доволно настани, сметам дека има доволно настани, меѓутоа дека, повторно ќе кажам, нели, брзо живееме сите, не се успева секој пат секаде да се стигне. Меѓутоа, да. Национален джез оркестар, регистриран во 2023 година, споменавте и предходно, нова установа која што треба да придонесе кон создавање висококвалитетен македонски джез производ, но не тргна се лесно. Некако за изненадување на јавноста беше битката околу простор за тоа каде да биде сместен оркестарот. Се најде некако решение, реконструкција, адаптација на подрумскиот дел на Националната опера и балет. Тоа да прерасне во куќа на джезот. Некако мене подрумски простори со куќа на джезот не ми се поврзува. Ова ќе биде привремено решение, задоволни сте од сегашното решение или до каде се работите таму, каде се гледате во иднина? Моментално ние сме сместени во Македонската опера и балет, значи таму имаме канцеларија и ја користиме нивната сала за вежбање кога е слободно, додека нормално се направи просторот кој што треба да биде наменет за джез оркестарот. Во моментов Има ли доволно место? Тоа ми беше прашањето. Доволно место? Да. Зборувате за новите простори? За новите подрумски простори. Па има, да. Има, да. Да, ние сме сепак мал оркестар, не... До каде е реконструкцијата? Реконструкцијата работат сега моментално на санирање на платото, например, тоа горе што е, а долу мислам дека е направено некои 60%, треба уште некои подови, ми се чини, и врати треба да се направат. И потоа да се види дали ќе работи тоа се како што треба, па ќе видиме како иде тоа законски. Дали се тоа единствените предизвици на Националниот джез оркестар во моментот? Не. Тоа е само дел од работите кои што ги решаваме. Или наекспонираната работа, најверојатно медиумите најмногу се занимаваа со тоа. Како решение е нормално, ние не сме пребирливи луѓе и така натака. Меѓутоа, она што мислам дека како млада институција треба да постоиме, нели, уште некое време, за да може да ги решиме работиве или да ги решаваме во од. Има нормално многу предизвици од тоа како бевме лани структурирани, да речеме, пошто немавме администрација, бевме само оркестар и јас, иако ја бев член на оркестарот едно време. И се оваа година веќе имаме двајца, имаме хонорарно вработени неколку луѓе кои што ни помагаат и сметам дека со тек на време ќе се екипираме и дека нели сите овие предизвици и негативни и позитивни ќе ги надминеме, нели, со тек на време. Добро, со самото формирање мораме на да формираме, да ја направиме институцијата. Важно работите се движат. Тоа е добро. Ако има кој да ги движи, да. Ете така. Сега затоа и лично прашање до вас, да. Каков предизвик е да се биде прв директор на Националниот джез оркестар, уди ли се од рака во реализација на замислата за тоа како треба да функционира Националниот джез оркестар? Како што кажав пред малку, не би ја ширал повеќе темата околу тие предизвици.
Као што ви кажав и прескако со разговора, значи ние сме сите една екипа, да кажеме. Иако јас го водев и Сдруженијата на џез музичари од претходно, може би малце бев поупатен околу тие формално правни работи и некако природно дојде да станам и нели да застанам на чело на ново формираната институција. Инаку доста одлуки носиме заеднички, разговараме за работи кои што чиниме, нормално на крајот некој мора да пресече, знаете како иде тоа, меѓутоа сега за сега со колегите функционираме фантастично и пред се сме другари, потоа си ги обавуваме работите врски. Функционирате ли така и со Министерството за култура? Каква е комуникацијата Не знам како досега? функционира Министерството за култура. Комуникацијата каква ви е? За да се реализира програмата се разбира дека Да. треба да има и Професионално, слух од Министерството. апсолутно. Добра. Значи си има, нели, они ви одобруваат тоа, вие правите проекти, потоа да ги правдате проектите. Кај сте ги потрошиле парите, зашто сте ги потрошиле? Не И прашува то новинар остан- секогаш вакво прашање за да Не, се па да, пожалите, јас се некогаш и зачудив, да ама, прашаме да викам, кажете. кој секоја имаме институција, добра, веројатно, Така е, да. така е. Да, не, го поставуваме тоа прашање бидејќи секогаш нели е важна кога станува збореви и за последното Па да ви прашање. кажам искрено, ние како оркестари постоиме веќе 9 години, така да сепак потекнуваме од некаков андерграунд во овој град, например, или во држава. И доста имаме многу пријатели на секаде, нормално не гледаме така на нешто, да не си ја гледаме музикава и секоја конектодеција со било која институција ни е на едно професионално ниво. Тоа значи дека со лесно се подготвуваат и програмските планови кои се за следниот период. За следниот период имаме доста концерти, треба уште половина од програмата да ја реализираме. Имаме гости нормално од странство, имаме наша продукција која што треба исто да реализираме во настап на Охридско лето имаме на 10 август. Најверојатно добивме покана од Скопје Џез фестивалот да настапиме таму на отварање на фестивалот да го отсвириме. Имаме гостувања во странство планирани, Србија, Бугарија и Хрватска моментално. Тоа е отприлика вака група што ми текнува. Тоа од прилика вака е богата програма за која што јас За се уште надевам гостувања. да ќе ни даде повод за Лани следни имавме гостувања. исто 6 гостувања надвор од државата, имавме преку 24 настапи. Не, ние ние мислевме и тука да ни така, не ја дајат. напуштаме мислевме. таа бројка тука Да. ќе се Бидејќи држиме. чудно, кога ви кажавме дека имаме доволно време за интервјуто, чудно ви беше реакцијата. Да. Многу време. Не знам Сакаме дека- джезирите, сакаме да, да. култура. Не знам дека толку ќе се разборам, дека е рано. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија Благодариме наутро.